Здраво, дечки! Добро дојдовте во уште едно Дома со Леа видео. Јас сум Леа и моментално сум на работа. Но како и да е, еве новата петочна епизода на Дома со Леа и денеска сакам да зборувам малку повеќе за симптомите во првиот триместар на бременоста. Односно да ви кажам како ги поминав првите 3 месеци првиот пат кога бев бремена и овие сега. Постојат неколку симптоми кои што се многу карактеристични и доколку не очекувате да забремените, можно е да не ги препознаете истите кај себе. Мене тоа ми се случи првиот пат. Дознав дека сум бремена дури 6-та недела, односно кога веќе го очекува вториот циклус. Практично сум гледала на телевизија дека луѓе, мислам дека жени повраќаат, дека имаат гадење, дека знаат дека се бремени, не знам се осеќаат бремени. Поима немам што очекував тогаш со првата бременост, меѓутоа беше многу различно од она што всушност ми се случуваше. Значи се почна некаде околу 3-та недела од бременоста, бидејќи знаете бременоста се рачуна медицински од датумот на последниот циклус. Така што буквално 3-та недела е всушност основниот почеток на бременоста, најчесто втората или 3-та недела. Така што тогаш почнав да добивам зголемување на апетитот и мислев дека влегувам во класичен стресен PMS, бидејќи беше еден стресен дел од годината за мене. И буквално, значи, почувствував само зголемена потреба за внесување на храна и на течности и осетливост во градите, што за мене се два типични симптоми на PMS и обично траат 3-4 дена, нели? И после видов дека всушност овој PMS е малце подолг и ми трае 3 недели и дека веќе не само што требаше да имам нов циклус, него требаше тој да помине и да дојде следниот циклус. И така сватив дека е време да направам тест и да после тестот нормално да посетам гинеколог за да ми ја потврди добрата вест. Така што буквално првата бременост ме затекна. Втората бременост се случи нешто слично, меѓутоа веќе во 4-та недела знаев, значи кои се симптомите, бидејќи после порадувањето морам да кажам дека немам толку остри симптоми на PMS веќе и кога ги почувствував истите симптоми, знаев дека тука за нешто друго станува збор. И така, друго што може да биде многу чест симптом е повраќањето. Морам да кажам дека имав интензивно чувство на гадење и со првата бременост и сега. Меѓутоа тоа беше поврзано со интензивната чувствителност на мириси околу мене, во околината и не толку со внесувањето на храна па гадење и повраќање. Практично овој симптом комплетно ме скокна, односно мојот организам не е склон кон овој симптом. Во првата бременост повратив еднаш случајно во 7-ми месец, значи тотално неповрзано со овој класичен симптом, додека сега исто така еве 4-ти месец веќе немам никаков ни траг ни глас од овој симптом. Сега други работи што веќе ги спомнав, значи зголемување на апетитот, практично пречувствителност на мириси, пречувствителност во реонот на градите, кое што може да биде доста сериозно чувство, особено доколку во почетокот на бременоста, ако децата ви се мала разлика како моите, и се уште го доите по старото дете, ова може навистина да ве забрза кон прекинување на доењето или кон трпење на повеќе непријатности во текот на доењето. Доста чест симптом е и вртоглавица. Таа може да биде поврзана со делот со гадење и повраќање, но и не мора да биде. Медицински може да значи дека треба да обрнете внимание на крвната слика, но всушност во текот на бременоста и најголем дел од нашите нормални секојдневни активности представуваат многу заморни активности, така што може да се случи токму заморот да ви предизвика вртоглавица, па
не е лошо доколку го имате овој симптом, нели почесто да се одмарате или да менувате положба, да не седите, стоите или лежите предолго. Исто така, вртоглавицата може да биде и резултат на низок притисок, доколку сте склони кон низок притисок, посебно затоа што во текот на бременоста знаеме да избегнуваме стимуланси како газирани пијалоци, кафиња и други работи, да кажеме, кои што го одржуваат нашиот притисок, но заради тоа што не се баш најздрава опција, ги прорачуваме, па така се соочуваме со почесто со низок притисок. Тоа е барем во мојот случај доста честа појава. И ја решавам на начин на кој што избегнувам да станувам нагло, особено ако лежам, нели, па да станам директно на нозе, туку тоа го правам постепено, се давам некои 15 секунди во секоја позиција, да знам дека нели нема одма кога ќе станам, одма да ми се заврти во глава. И другите симптоми кои што ги забележав кај мене, покрај нели заморот, се поврзани со почеста посета на тоалетот, односно пофреквентно уринирање, така ќе го најдете на Google доколку го гуглате овој симптом. Причината за ова е објаснета со тоа што нашите бубрези се прошируваат и се навикнуваат да обработуваат повеќе течности, нели? И забрзано ја прочистуваат крвта и токму тоа прави да сме пожедни, да сакаме да внесуваме повеќе течности и тоа треба да го правиме, значи не е лекот за почестото уринирање не е да престанеме да пиеме течности, туку спротивно да пиеме повеќе бистри течности за побрзо да го поминеме овој процес и пократко да ни трае овој симптом. И уште еден симптом имав кој што се однесува на психичкото здравје, односно менталната состојба. Значи, забележав и првиот пат и сега дека до третиот, односно до четвртиот месец од бременоста, сум склона кон големи промени во расположение, почесто на негативната страна на расположението. Така што забележував симптоми на депресија или ненада и на анксиозност, кои што не траја долго, меѓутоа првиот пат многу ме затекна, мислев дека нели не сватив дека може да тоа реакција на некоја промена во хормоните и така натаму. Туку мислев дека нешто мене ми се случува, односно дека сум тажна и незадоволна од она што се случува, што е едно многу контраинтуитивно чувство, нели, кога ќе да знаете дека сте бремени, кога најчесто нели треба да се радувате на новата вест. Затоа овој пат ова чувство повеќе го наблюдувам, значи пристапувам кон техника на обсервација на чувствата, особено кога гледам дека се малку спротивни од она што здравиот разум нели ми налага дека би требало да се случува. Никако не ги потиснувам чувствата, така што кога се чувствувам тажна, нели тоа го манифестирам, кога ми се плаче, си плачам и гледам тие расположенија да ги следам, да видам колку траат и дали е потребно да се загрижам или едноставно ќе се променат во некој пократок циклус. И доколку се променат во некој пократок циклус, знам дека едноставно тоа е само еден од симптомите на бременоста. Добрата вест е што за мене што сега веќе ги напуштам полека овие чувства. Да, емоциите се интензивни, меѓутоа не се толку драстични и неконтролирани како во првиот триместар и се враќам полека повеќе на онаа стандардна за мене расположена нели страна, односно позитивната страна од спектарот на емоции. И да, тоа би било тоа. Значи, доколку со било што од вашите симптоми сте загрижени, слободно обратете се кај вашиот матичен гинеколог, кај вашите пријателки кои што неодамна поминале низ бременоста, кај сите мамички што можете да ги најдете вака како мене на YouTube, на Instagram, на Facebook, на Twitter. Чисто да се консултирате, да видите дали има простор за загрижување или не, бидејќи ако веднаш ги гуглате вашите симптоми, сигурно сум дека ќе најдете нешто што ќе ја загрижи многу повеќе отколку што треба, а нема многу врска со реалноста. Ви благодарам за вниманието, имајте прекрасен викенд и се гледаме наредниот петок.